Ова е официјалниот почеток на петочниот дневник на Ерис телевизија. Актуелната политичка криза во државава се одразува негативно во сите сфери од нашето живење. Стопирани вработувањата во Штипската клиничка болница. Се уште е неизвестно кога болницата ќе може да ги вработи 30 медицински сестри од последниот оглас за вработување кој беше распишан минатата година. Како причина за стопирањето на огласот се наведуваат изборите и политичката состојба во која се наоѓа нашата држава. Политичката ситуација во државата е единствената причина за стопирање на огласот за вработување на 30 медицински сестри во Штипската клиничка болница. Откако ќе се формира новата влада, болницата повторно ќе поднесе барање до Министерствата за здравство и финансии за да им го продолжат огласот, што беше одобрен во 2016 година. Од антикорупцијска имаме добиено дека не може да примаме медицински сестри од причина што ние можеме, меѓутоа барањето за продолжување на одобрување од страна на Министерството за финансии, не може да ги поднесеме до министерствата затоа што истите министри не можат да подпишат во овој меѓу период вакви барања да ги одобрат. Иако политиката го одолжи рокот на издавање на решенијата за вработување, од Штипската болница појаснуваат дека во овој временски рок не се соочиле поради изборите да бидат одложени јавни набавки за набавка на лекови или потрошен медицински материјал кој е потребен за лекување на пациентите. Јавни набавки одложено во смисла на лекови, потрошен медицински материјал, затоа што тие беа претходно, имаме и веднаш после февруари-март продолжуваме со истите јавни набавки, немавме овој празен простор не влијаеше врз работењето на болницата. Токму поради изборите беше стопирана и јавната набавка за сервисирање на лапароскопскиот столб, кој служи за изведување на лапароскопски операции, па пациентите неколку месеци се принудени, наместо во Штип, овие операции да ги прават во Скопје. Малолетничкиот криминал во Штип во пораст за 36%. Социолозите за овој проблем на заедницата велат дека по туѓиот имот не посегнуваат само од децата од семејства во социјални ризик, туку и од ситуирани семејства. Важно за надминување на состојбата е улогата на семејството и групирањето на децата на училиште и надвор, кои можат да ја одредат насоката дали ќе тргнат по тој пат, покажува нивната пракса. Малолетници се почесто се јавуваат како сторители на кражби. Статистиката на полицијата бележи зголемување на малолетничката деликвенција за дури 36%. И тоа само во втората половина од годината лани, споредбено со истиот период од 2015 година. Пријавени се вкупно 19 малолетни сторители кои извршиле 20 кривични дела, сите од областа на класичен криминал, а како повторници во извршувањето на кривични дела се појавиле 4 лица, велат надлежните. Малолетничката деликвенција во второто полугодие од 2016 година во однос на споредбениот период бележи зголемување во двете основни компоненти, и тоа за 36% на пријавените малолетни сторители и за 2 лица повеќе, повторништво со регистрирани 4 лица, додека во извршените кривични дела бележи намалување за 26%. Социолозите за овој општествен проблем имаат свое објаснување. Сигурно дека примерно семејството, меѓутоа и секундарно, откако почне да оди во градинка, во забавиште, било дека во која група се вклопува, кој го прифаќаат, како се снаоѓа, меѓутоа примерното семејството како влијае на тоа. Мислам дека тие се главните фактори кои што влијаат на оваа малолетничка деликвенција, што е се почесто, која се изразува во чести посегнување по тук имот, кражби, дури и насилно однесување меѓу малолетниците меѓу себе. Но искуството говори дека не секогаш по тук имот посегнуваат само деца од семејства во социјален ризик, туку има случаи кога малолетните престапници потекнуваат од ситуирани семејства. Имаме и деца на родители кои што се доволно ситуирани, меѓутоа
желбата да се посегне по нешто, друштвото, притисокот на друштвото во кое е вклопено тоа дете, дека треба да се нешто земе, направи, било предни да се поземи или украде, како да речеме, или возило, или делот, нешто од семејството. Така да не може да се каже дека секој пат е причина за овие лица да тргнат по тој пат. СВР Штип само годинава расветли неколку тешки кражби и улични разбойништва во кои одделно или во група на теренот делувале малолетни лица. Возрастната граница кај малолетничкиот криминал се спушта се подолу, па така извршители на кривични дела се и деца на 13 годишна возраст. Малолетникот кој при интервенција повреди полицаец имал само 15 години. Секретарот на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот денеска беше во работна посета на Македонска каменица, каде што се информираше за реализираните проекти за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот, а најави и низа на едукативни предавања за граѓаните со цел превентивно да се делува и да нема жртви на патиштата и на пешачките премини во земјава. Статистиката покажува дека најголемата причина за предизвикување на сообраќајните несреќи во кои има и човечки жртви е брзото возење на патиштата под дејство на алкохол. Секретарот на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот Ристо Манчев вели дека токму поради ова во наредниот период ќе имаат низа на едукативни настани за учесниците во сообраќајот. Токму затоа во наредниот период покрај големиот број на сообраќајно инфраструктурни проекти ќе реализираме голем број на активности за едукација на учесниците во сообраќајот и за опасноста од таквиот начин на учествување во сообраќајот, тоест за опасноста од непочитување на сообраќајните правила и прописи. Градоначалникот на Македонска каменица Дарко Митевски истакна дека како општина се грижат за поголема безбедност во сообраќајот на сите учесници, со поставување на сообраќајна сигнализација, но и со изградба на низа инфраструктурни проекти. Покрај поставувањето на вертикална и хоризонтална сигнализација, изградивме многу други инфраструктурни проекти кои што се во склоп на оваа дејност, како што се изградбата на сите паркинг простори кои што ги направивме, изградбата на тротоарите кои што ја зголемуваат безбедноста на сите учесници во сообраќајот, а исто така ги спомнавме и проектите кои што сега ги реализираме со граѓаните од селските средини, кои што го вклучуваат бесплатниот превоз, изградбата на патиштата, проектот кој што го планираме за изградба на пострујки во селските средини, така да сите оние проекти кои што во изминатиот период ги работевме за зголемување на учесниците во сообраќајот. Митевски вели дека е благодарен што токму Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот се интересира за едукацијата на населението и во една мала општина како што е Македонска каменица. Поддршка ќе дадат како општина на сите едукативни настани кои ќе ги реализира Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Пробој Штип на продажба нуди 8 атрактивни градежни парцели. Општината планира годинава да инкасира 30 милиони денари од продажба на парцели. Се гради локалниот пат до штипското село Никоман. Општина Штип за овој проект ќе потроши 13 милиони денари. Планот понатаму е да се асфалтираат и локалните патишта до Кала Петровци, Почивало и Кошево. Почна асфалтирањето на локалниот пат меѓу штипските села Шашаварлија и Никоман. Раководителот на инспекцијски надзор во општина Штип Тоше Ѓоргиевски денеска изјави дека патот е во должина од 3 километри, а инвестицијата од 13 милиони денари е на општина Штип. Изведувач на градежните активности е Коле Трансинженеринг во Штип. Со ова општина Штип покажува дека им обраќа внимание, големо внимание на руралните средини и со ова се исправа да неправда 70 годишна неправда за овие населени места да немале асфалтен пат и соодветна инфраструктура. Портпаролот на општина Штип Драган Ристов вели дека со подобрувањето на временските прилики во Штип почна и градежната сезона за изградба на голем број на инфраструктурни проекти. Знаете дека за цело време додека траеше зимата, општината не мируваше, туку напротив течеа тендерски постапки со цел што поскоро и што поефикасно да започне општината повторно со асфалтирање. Во оваа фаза, значи, во овие наредни месец-два, покрај Никоман ќе се асфалтира други области, односно други патишта од Лакавичкиот регион.
По завршувањето на овој пат ќе се асфалтираат и локалните патишта до Кала Петровци, Почивело и Кошево. Утре се слави Тодорова сабота, а по тој повод во Виница во 11 часот ќе се одржат традиционалните Тодорови трки кои годинава имаат хуманитарен карактер. Виница го носи епитетот најхубав град на Балканот, така да презнак и на престојните Тодорови трки ќе биде токму хуманитарниот карактер, односно веќе се крстени како хуманитарни Тодорови трки. Како и секоја година ќе се надпреварува во истите дисциплини, учество ќе земат дечињата од детските градинки, учениците од основните и средното училиште и секако ќе има и атрактивни дисциплини како што се теглење јаже, трка во вреки, трка со лажица со јајце и така натаму и така натаму. Средствата што ќе бидат соберени ќе бидат наменети на граѓани на општина Виница за кои ќе процениме дека овие средства ќе бидат неопходни за живот. Во Пробиштип на продажба се понудени 8 градежни парцели за изградба на куќи, станови и стопански објекти. Парцелите се на атрактивна локација, а електронската аукција ќе се одржи на 30 март. Општина Пробиштип објави јавен оглас за продажба на 8 градежни парцели, информираше градоначалникот Тони Торевски. На продажбата се понудени градежни парцели за изградба на куќи, станови и стопански објекти од лесна и незагадувачка индустрија. Парцелите се со големина од 350 до 850 метри квадратни и се наоѓаат во атрактивните зони на градот. Цената, согласно законот, се движи зависно од намената, од 61 денар, односно 1 евро по квадрат, до 1100 денари по метар квадратен. Се надеваме дека ќе има голем интерес од жителите на општина Пробиштип, можеби и од околните градови, бидејќи навистина се работи за доста атрактивни локации. Тоневски истакна дека парцелите за стопански објекти за лесна и незагадувачка индустрија се наоѓаат во индустриската зона блок 75, кај старата бензинска пумпа. За стамбено и индивидуално домување, исто така се наоѓаат во делот кај помеѓу улицата 11 октомври и улицата Никола Карев. Исто така има и парцели во кај зградите кај неготинките за стамбено и индивидуално домување. Овие парцели се доста интересни, бидејќи претходно имаше заинтересирани токму за овие парцели. Граѓаните за 8 градежни парцели во Пробиштип можат да аплицираат, а јавната електронска аукција ќе се одржи на 30 март. Општина Пробиштип за оваа година има планирано да инкасира околу 30 милиони денари од продажба на градежно неизградено земјиште. Општините од Истокот добија 12 милиони денари за реализација на проекти од регионално значење. Бирото за рамномерен регионален развој одлучи годинава проектите да се реализираат во 4 општини од Истокот. Еден од тие проекти е на општините Кочани, Пробиштип и Чешиново Облешево, кои со заеднички средства ќе градат спомен парк на првиот претседател на Крушевската република Никола Карев. А Кочани, како втор проект, го има изградбата на патот до селото Јастребник. Вкупно на ниво држава се 3 милиони евра, од тие се распоредува према клучот за регионите, ние сме некаде со 12% од тие 3 милиони евра и ги распоредуваме, реков ви како. Општина Кочани со Чешиново Облешево добива околу 5 милиона и 700, општината Виница доби околу 2,5 милиони евра за регулација на речното корито и уште две општини, мислам дека беше Зрновци и Беро, така, по 2,5 милиони. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денес доби поддршка од наставниците по македонски јазик, како и од Сдруженијето на бранители Бедем. Истовремено тие ги повикаа и граѓаните масовно да се приклучат на мирните протести, кои веќе пети ден се одржуваат во речиси сите поголеми градови во државава. Човек откажувајќи се од својот мајчин јазик, истовремено се откажува и од својот народен дух, од духот на своите предци. Ова е ставот на наставниците по македонски јазик во штипските основни училишта, кои денес дадоа поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Нашиот јазик е свет јазик.
Зачетокот го има уште во првиот литературен јазик на словените, старословенскиот јазик, кој покрај хебрејскиот, старогрчкиот и латинскиот јазик е меѓу 4 јазици во светот на кои што официјално се ширело христијанството, се преведувале светите книги, се препишувале и пишувале нови книжевни дела. Символично пред спомен плочата во чест на загинатите бранители од 2001 година, подршка на граѓанската иницијатива даде Издруженијето на бранители Бедем од Штип. За одбраната на Република Македонија, неколку наши сограѓани во 2001 година ги положија своите животи. И денес цврсто стоеме во одбрана на унитарниот карактер на нашата држава и се спротивставуваме на прифаќање на странска платформа како основа за политичко действување и формирање на влада. Наставниците по македонски јазик и бранителите истовремено ги повикаа и граѓаните масовно да се приклучат на мирните протести, кои веќе 5-ти ден се одржуваат во речиси сите поголеми градови во државата. Вчера во Домот на младите во Штип се одржа промоција на првиот носач на звук насловен "Зошто плачеме" на штипскиот поп-музичар Јорданчо Капа Станчев. На албумот се наоѓаат 9 композиции. По подолго време во Штип во Домот на младите се одржа промоција на нов носач на звук насловен "Зошто плачеме" на штипскиот поп-пејач Јорданчо Капа Станчев. Албумот е работен во Германија и на него се поместени 9 композиции. Инаку албумот е реализиран во Германија во 2 града, Дизелдорф и Келн, со помош на наши пријатели, сешен музичари, а најзаслужен за ова издание, мислам најзаслужен за ова издание е Дени Евтимов Лагер, бидејќи тој ги овозможи сите услови за да се реализира сето ова. Композициите на албумот ќе го најдат патот од срцето до ушите на помладата, но и повозрастната публика. Ова е нешто што му требаше на градот во кој ова е 4-ти носач на звук поред издаден од штипски музичари, ке рече промоторот. Верувам дека ова ќе даде пострек на помладите групи кои денес ги има повеќе во Штип, каде треба да се движат, кој е вистинскиот пат. Би рекол, патот од срцето до ушите на нашите сограѓани најпрви, нели? Па се надаме и пошироко. Домот на младите во Штип се јавува како продуцент на CD-то на поп-пејачот Станчев. Албумот "Зошто плачеме" на Јорданчо Капа Станчев е навистина едно убаво изненадување за штипската јавност. Навистина сум среќна што Домот на младите го издаде ова CD, на кој има 9 композиции, за кои јас не би сакала многу да говорам. Меѓутоа би сакала да кажам дека е од големо значење за целото творештво на нашиот град, од причина што во последно време многу ретко имаме можност да видиме, да слушнеме некој како издава CD, поготово во нашиот град. Зошто плачеме е албум кој треба да го најде патот до младата публика и поттик за останатите штипски пејачи и групи, за тоа дека вложениот труд секогаш се исплати. Запнавме и по 4 години го направивме тоа, рече на синокешната промоција на албумот вокалистот на групата Hotline Јорданчо Капа Станчев. Со следниот материјал одиме на градскиот пазар во Штип, а таму и овој петок граѓаните најмногу ги купуваа актуелните производи за овој период од годината. Убавото време овозможи на градскиот пазар во Штип да биде цел ден раздвижено. Пазарџиите не ги променија цените споредено со претходниот петок. Штипјани пазаруваа вообичаено за цела седмица. Цените са поволни, компирчето е 25, кромидо е 30, спањако 50, салатата 25, цвеклото 30, морково 40, пиперката имам и 10, 15 и 20 спрема квалитето, лукчето 15, крмитчето 15, патлиџаните 90, крставичката 150, портокала е 40, бананата 55 и 60, лимоно 70, цитроно 70, кивата и мандарината 70, кикиритката 140, крушата 120, магданосот 20, броколата 100 денара, орасите кршени 150, црвениот пипер 250 килото и кромидот 30 денари, зелката 30 парче. Интересот за здравата храна кај граѓаните постојано се зголемува. Спањакот 40 денари, броколо е 18 денари, целеро е малку поскап, од 100 до
10 денари, броколата 30 дни мазаното. Макдоналдс од 15 денари, џумбер од 200 и 150 има зависи од квалитетот, моркова од 30, пашканато од 10 до 30 парче. Јаболките од Ресен присутни редовно на тезгите на Штипскиот пазар. Јаболкото од Ресен е, пазарот е малце слаб, цената имаш од 15 до 3 кила 100 динари. Штипскиот пазар нуди избор за секого по нешто. Пороча, јаболчки, мандолини, портокали, краставички. Поземаме бананки таки работи. Што не се произведува до каде 100 за едно. Така, а цените како? Цените према народот. Позоруваш што на пазарот. Пазарлак, може некој поевтин купува, али седмица. Кој има пари е ефтино, кој нема пари е скапо. И овој петок најмногу на пазарот се купуваат производите актуелни за овој период од годината. Во делот за спорт, карате и одбојка. Каратистите на Стиба од Штип постигнаа извонредни резултати на меѓународниот Ипон Куп турнир во Лесковац. Тие освоија вкупно 18 медали во поединечна и 6 медали во екипна конкуренција. На меѓународниот Ипон Куп во Лесковац, каратистите на Стиба од Штип се прикажа во вистинско светло, освојувајќи еден куп медали. Вкупно во поединечна конкуренција се закитија со 18 медали, од кои 6 златни, 5 сребрени и 7 бронзени медали. Во екипна конкуренција се освоени 1 златен, 2 сребрени и 3 бронзени медали. Со златни медали се закитија Сара Сарафимова, Кристина Спасовска, 2 златни, Давид Николов, Наум Јованов и Ана Марија Гошева. Сребрени медали освоија Тамара Ристовска, Бојан Иванов, Леона Митева, Ангела Ристова и Давид Петров. Бронзени медали освоија Леона Митева, Анастасија Петрушева 2, Ана Марија Гошева, Барбара Богатинова и Кристина Зафирова. Екипно златен медал освои ката тимот во состав Кристина Спасовска, Анастасија Петрушева и Леона Митева. Сребрени медали освоија тимот во борби во состав Кристина Спасовска, Анастасија Петрушева, Леона Митева и Ана Марија Гошева и тимот на јуниори во состав Бојан Иванов и Наум Јованов. Бронзени медали освоија ката тимот во состав Тамара Ристовска, Сара Сарафимова и Барбара Богатинова и тимовите во борби во состав Антонела Митева, Кристина Зафирова, Ангела Ристова и Сара Сарафимова, како и машкиот тим во борби во состав Мате Ивановски, Христијан Гошев, Давид Петров и Мартин Наков. Утре сабота ќе се одиграат надпреварите од 9-то коло на супер одбојкарските лиги на Македонија. Момците на УГД Студент ќе бидат домакини во Штип, а девојките на УГД Студент ќе гостуваат во Тетово. Четвртфиналните куп надпревари веќе завршија, во кои машката екипа на УГД Студент постигна извонреден успех по победите над Борец од Велес и со пласманот во полуфиналните куп надпревари. Сега наред се првенствените надпревари со одигрување на редовното 9-то коло. Екипата на УГД Студент ќе биде домакин на Лирија од Тетово. Надпреварот ќе се одигра утре сабота 4 март во спортската сала Јордан Јелко со почеток во 17 часот. Еве ги комплетните парови за ова 9-то коло. Вардар Пробиштип, Лешок Шутова, Борец Струмица и УГД Студент Лирија. Женската екипа на УГД Студент отпадна од понатомошните купни надпреварувања по двата порази и елиминацијата од екипата на СВСК Куманово. Во редовното 9-то првенствено коло, девојките ќе гостуваат во Тетово на екипата на Бамикор. Еве ги комплетните двојки за ова 9-то коло. Јанта Волеј, Македонија Макс, Бамикор, УГД Студент, Наковски Волеј, Пелистер Волеј и Универзитет Тетово, СВСК Куманово. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 4 март. Ја следевте информативната програма на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Имајте убава вечер и пријатен викенд.